Почитувани гледачи на Спортска мрежа, нова емисија во која што разговараме со Радеца Јованова, најбрзата штипијанка, која што е и маратонец и која што трча долги и средни патеги, со која што ќе зборуваме на многу теми поврзани со трчањето и атлетиката и од каде желбата ете таа да се вклучи во овој спорт. Најпрво многу голема благодарност за прифатената покана овде во Штип да разговарам во градскиот парк за твојата кариера, како ти се вклучуваш во атлетиката и од каде баш желбата за атлетика, а за не некој друг спорт, особено тоа не е покласичен како фудбал, кошарка и ракомет, кои што нели не се да речем најважни спортови или најпопуларни спортови во Македонија. Благодарам, Александар, на поканата. Еве, многу ми е мило што имам шанса да го представам мојот спортски живот, мојата приказна, да ја кажам мојата приказна. И уште помило ќе ми биде ако ете со овој подкаст инспирираме дел од младите лица да почнат да се занимаваат со некој вид на спорт. Сега најбрза штипјанка, ти благодарам и за најавата. Тоа е еден епитет што го добив, нели, што многу работам на тој епитет и се надевам дека забрзо ќе се појави некој што ќе го преземе тој епитет од мене. Кажи ми колку време си веќе во овој, од каде желбата и дали атлетиката е твој прв спорт, да речем, кој што си го почнали, имало нешто друго што си спортувала па си стигнала до атлетиката? Па вака се, моите почетоци со спортот почнуваат некаде на моја 11 годишна возраст. Најпрво почнав да се занимавам со ракомет, но некако тогаш бев малечко, ситно девојче што во ракометот некако не се пронајдов, како прегруп спорт беше за мене. Во ист период имам помал брат, тој тренираше кошарка и ето таму некаде идејата и јас да пробам со кошарката. Во тоа време постоја повеќе женски клубови во Штип, еден од нив беше Стипион. Тој имаше и машки и женски тим, се почнав да тренирам таму. Истовремено, паралелно, додека учев основно училиште во Димитар Влахов, и одев ми на училишни надпревари, нели, помеѓу училиштето од нашата општина, понатаму и помеѓу регионот. Како најголем успех од тој период, еве, можам да го извадам во 8 оделение, некаде на 14 годишна возраст, бевме на државно првенство. Таму, мислам, освоевме 5-то или 6-то место. Во тој период, таму добив и некои покани од клубови да почнам да тренирам во Скопје, од скопски клубови, таму да живеам и учам. Но ете, во тој период на кошарката гледав само како еден спорт, еден вид на рекреација, не се замислував дека тоа ќе биде моја животна определба. Сега, во тој период, значи, додека, да кажам, играв кошарка и тренирав кошарка, имаше училишни кросеви, ноќни трки, на сите нив учествував, на сите освојував помеѓу првите места, но атлетиката ја гледав како нешто пропратно, значи никогаш не замислував дека ќе тренирам атлетика или дека ќе се занимавам со тоа. Сега, не знам, може би да кажам, со спортот во нашата држава може и не еден вид проблем е тоа што не постојат експерти што како мали би не насочиле, еве ти си талент за кошарка, тренирај кошарка, ти си талент за атлетика, тренирај атлетика, па може, значи јас бев успешна во кошарката, но може уште како мала ако некој ме насочил кон атлетиката би била уште поуспешна, да кажам. Сега понатаму, значи веќе во средношколските мои денови учев во гимназијата Славчо Стеменски. Исто и таму продолжив да тренирам кошарка, но меѓувреме женскиот тим на Стипион се распадна. Јас од преголема желба и љубов продолжив со момчињата да тренирам, нели тука беше и мојот брат. И но паралелно трениравме и во гимназијата со професорите таму. Бевме успешни, нескромно ќе кажам, одлична женска екипа имавме, бевме први помеѓу училиштето од нашиот град, одевме на зонски надпревари. Професорите кои денес ете се и мои колеги често пати знаат да кажат дека тоа било кошаркарска екипа за пометење и се задоволни од тие наши успеси. И така, уствари, значи, тоа беа моите кошаркарски, да кажам, денови кои се занимавав со кошарката и веќе кога почнав, кога дојде време, нели, ред за на факултет, знаев дека веќе сакам да се посветам на факултетот, на математиката и понатаму да, нели, да се посветам на тоа да бидам успешен професор и затоа престанав со кошарката, бидејќи секогаш гледав како еден вид на рекреација. Во факултетските денови, кога завршив, студирав во Скопје на природно-математичкиот факултет,
кога зафршив со факултет, се вратив овде и почнав да вежбам фитнес. И во 2019 некаде година со девојките од тимот, кои што вежбавме фитнес, ни дојде на идеја да се пријавиме на Визар Скопскиот маратон. Тогаш се одржуваше во мај на трката од 5 км. Но во меѓувреме јас разбрав дека има трка и на 3 км, женска трка, исто во Скопје. И затоа се одлучив да се пријавам на таа трка, чисто да видам како одат подготовките, како е уствари организацијата, што значи еден вид на таква трка. И значи баш прва моја трка би било таа женската авицена трка на 3 км. Ако пред да продолжиме за атлетика, ако ги спореди сите тие три спортови, кој е спорт кој што ете претпоставам дека атлетика те најмногу исполнува или се по кошарката би било тоа кој што најмногу ќе ти исполни? Па не знам, не можам да ги споредам бидејќи се во различен период од мојот живот. Сега пример, кошарката е групен спорт каде што нели треба и со други да учествуваш, да комуницираш со тимот, да го организираш тимот. Додека атлетиката или еве трчањето конкретно е спорт кој што се сам против себе. Значи овде станува збор за самиот да се потикнуваш, самиот се бориш, самиот гледаш да се надминеш. Значи многу е различно и сега во тој период може ми е било кошарката дефинитивно број 1, ама сега атлетиката ми е број 1. Она што друго треба да го спомнеме пред да преминеме нели на главното, кажавме дека атлетиката доаѓа како момент и да се продолжи со нејзе, меѓутоа тоа претпоставам доаѓа како пак на хоби, а не професионално, со оглед на фактот дека кажа во твојот нели приватен живот, професионален живот, ти си професор по математика. Што понатаму што ете го вие продолжувате и како ти ете гледаш на сето ова како атлетиката во спортот? Има ли ете интерес да речеме за атлетикава во однос на минатото и сега? Како ете прифатен тој спорт, пошто кажавме дека нели кошарката, ракометот, фудбалот се тие најмасовни спортови, каратето овде во Штип исто, борењето, меѓутоа како ете гледате на атлетика овде во Штип? Има ли ете услови за целите овој спорти, за подготовки, за тренинг, клубови, како ете интересот, особено на младите, како е прифатена атлетика овде во Штип? Па мислам дека во последните години, 5-6 години, мислам дека атлетиката веќе почна да се како практикува како спорт, инаку претходно еве да се организираат тие градски трки. Значи еве скоро секој град во нашата држава веќе има своја градска трка. Претходно мислам дека не беше толку експонирано. Сега ние како град дали имаме услови, па имаме услови со оглед на тоа што еве имаме пешачката патека, што другите градови воопшто немаат такво место, значи трчат по улиците. Сега, мислам, добро би било да имаме една тартан патека околу стадионот, нели, што порано имавме. Во минатото имаше, да, мислам тоа ќе биде добредојдено за сите, но сепак, значи, не атлетиката сепак не е некој спорт кој што бара кој знае какви услови, не знам. Една патека, исто како опрема, што ти требаат? Патики, шорцеви, мајчка и излегуваш и трчаш. Барем мислам за нели полупрофесионалните. Се размислува ли, има ли некој муавет, пошто се веќе во овој спорт да речем колку толку по-професионално, да се воведе некоја таква тартан патека, ете дали ќе биде на стадионот или некоја друга локација? Со оглед мислам дека нели условите на стадионот се доволно добри со новата трибина да се овозможи војна таму да има и некои надпревари кои што ќе се одржат дали од меѓународен или државен карактер. Да, па мислам дека тоа веќе треба еве локалната самоуправа да го размисли, бидејќи има доста голем број на луѓе што трчаме од овде од Штип. Значи и веќе што ме популарен спорт, зашто да не, нели? Мислам тоа не е некоја инвестиција кој знае колку голема, една патека, мислам го имаме условот само да се стави тартан на патеката, не е нешто комплицирано што би требало да се направи, нели? Сега за твоите, да речем, во овој дел од разговорот со твоите успеси, како ете може да се присети некои твои успеси кои што ги имаш направено досега, кој бил ете ако сеќаваш на твојата прва трка на која што ти имаш земен учество, каква била таа трка, од каков карактер и каква била должината на истата? Најпрва моја трка беше авицената женската трка на 3 км, да, веќе ја спомнавме. Тоа е трка што искрено многу ја почитувам и некако посебно сум приврзана за неа и секоја година практикувам да учествувам на неа. Иако прв пат кога се пријавив, нели уште не знаев ништо и местото што го освоив воопшто не е, значи во првите 200 да кажам, и понатаму веќе следната година кога научив како треба да се трча со програми и сето тоа, значи
обично во првите 10, во топ 10 сум секогаш. Значи, тоа е година, голем успех. Да, голем успех. Оваа година четврта завршив. Во мојата категорија 30 до 40 години бев прва. Други трки, претходната година 2023 како побитни би ги спомнала ева нашата штипска Superior Runs, таму освои второ место, исто најбрза штипијанка лани, оваа година четврта бев, исто пак најбрза штипијанка. Претходната година исто во Битола на трчејбе, второ место освоив и во Гевгелија на Новембар Ран исто второ место. Значи второто место лани ми беше загарантирано. Да. Кажи ми, кои ќе бидат следни успеси, кон што целиш да се освои некој успех или која е твојата, да речем, цел во атлетикава за можеби 2, 3, 5 години, некој маратон, претпоставам дека можеби е твоја желба на која што ти ќе се гледаш да настапиш, кои се твоите, да речем, некои воглавно цели кон што ти се стремиш во следниот период да ги оствариш, односно реализираш? Да, маратон неве лани, значи тоа да кажам до сега ми е било најголемиот предизвик да истрчам маратон. Лани во октомври месец трчав маратон во Љубљана, Словенија. И за понатаму, да, би сакала конкретно да ги истрчам сите 6 мејџор маратони и како некој предизвик што си го имам зацртано сама за себе, а сакам да го остварам е да учествувам на триатлон. Но за сега, нели, се уште немам почнато, ама некако така ме привлекува, да, таа дисциплина некако ми е многу предизвикувачка, интересна и сакам да се пробам во тој дел. За триатлон, кажи ми, какви бидат условите во тој сегмент во штипете? Ајде, за возењето имаме, за трчањето имаме, ги тоа за пливањето? За пливањето во план ми е некако да биде дали есен, октомври, септември, октомври, тој период за да може да се фати, нели, летниот период кога имаме отворен базен, па да може да се тренира во тој период. Инаку реално условите од таа страна за пливањето се многу тешки и тоа е главно уствари зашто до сега не сум почнала со таа дисциплина, да кажем, бидејќи пливањето мислам дека не е голем. Па можеби реализирањето на тој затворен базен кој што е во некоја фаза, не знам точно која во Штип, ќе ги привлече доста многу луѓе да размислуваат. Претпоставам дека има секој скрина некоја, нели, желба во него за триатлонот, така да градењето на тој или до завршувањето таа градба на тој затворен базен би можело да е причина плюс да се мотивира многу други луѓе, што значи дека тука на потек би биле, нели, надлежните институции да размислуваат за многу повеќе во овој спорт, а не е фокусот континуирано на фудбалот, кошарката, ајде сегви одбојката, нели, што е малце попопуларна во Штип. Кажи ми сега како течете ни подготовки за некои вакви поглавни трки, у смисла некои поголеми трки каде што треба поголема енергија, треба поголема дисциплина, можеби некој режим на исхрана, претпоставам додека траат тие подготовки, колку време ти воглавно се подготвуваш за некоја поважна трка која што бара доста посилно темпо? Па вака подготовките се различни во зависност од дистанцата која што се подготвила. За трките од 5 до 10 километри збориме на неделно ниво, значи би биле потребни од 8 до 10 недели. За спремање веќе полумаратонот бара малку посериозни подготовки, да кажем 12 недели подготовка. Маратонот како дисциплина, нели, со 42 километри, во број на недели би бил 16 недели и нормално дека најтешки се припремите тука. Во текот на подготовките различни тренинзи се вклучуваат, значи лесни трчања, интервални трчања, прогресивно трчање, темпо трчање, дистанците, должината на трчање во зависност од каква трка е. Сега кога станува збор за маратонското трчање, овде се вклучуваат подолги тренинзи. Исхраната, па внимавам на исхраната да ми биде балансирана, значи да ги има вклучено сите три макронутриенти, јаглехидрати, протеини и масти. Посебно внимавам после некој напорен тренинг да внесувам доволен број на протеини. Пред тренинг јаглехидрати за да имам енергија. Пред полумаратон, пред маратон, пред самата трка 3-4 дена претходно се внимава на внес на поголем број на јаглехидрати со цел да се складира енергија, нели во текот на самата трка да имаме поголема енергија за да може да се издржи тоа. Тоа е во главно, значи зависно од која дистанца е спремате, подготовките се различни.
спомна од опрема патеки, шорци и маичка, меѓутоа има ли ете некоја, да речем, разлика од тие патеки кои што вие користите за самата трка? Па да, значи во принцип ако сакате само да трчате, значи сега тука патиките не играт некоја главна улога, бидејќи јас така сум почнала во најобични патики, па може и година две и така трчав. Така. Да, дека може би е побитно у смисло да се заштитите од повреди, исто и тоа тука игра улога, да. Но сега веќе од кога ќе почнеме нели да повеќе да навлегуваме различни видови на тренинзи, да правиме. Така. Значи различни видови на патики имаме. Пример патики за подолги трчања треба да бидат помеки, поудобни и обично се користат за лесните трчања и за должинските тренинзи. Патики со различен вид на гјон нели имаме кога сакаме да трчаме некои побрзи интервални тренинзи, исто за трка се посебни патики, но сепак значи кај нас, да кажам, полупрофесионалците и игра улога некоја, но и не толку, значи сега нели не мора од оние најскапите патики, марки да, или што трчаат елитните професионалците, значи со некоја средна, да кажам, цена би можело да се помине. Скап ли овој спорт? Со оглед на фактот дека нели индивидуален, тука финансирањето е лично од свој джеп, јас би рекол народски, претпоставам дека нели треба поддршка од некој приватен сектор, спонзор ако има. Скапо ли ете да се учествува не само на трка, меѓутоа општо колективно е земено, пошто ти си веќе неколку години во овој спорт, како е финансиски да се избори со сето ова? Па финансите воглавно се нели од самите себе. Поддршка нема. Сега скапо е во смисла што патиките се најскапи. Шорцеви, маичка, може било какви, нели? Но патиките се трошат. Значи, еве ни патики, значи од 1000 километри повеќе не можете да ги трчите, бидејќи самиот гјон се оштетува, значи удобноста веќе не е истата. Так. И како што кажав и претходно, ако сакаме да се заштитиме од повреда, нели треба и на тоа да се внимава. Трките, па да кажам сега, еве во последните години се поскапи стануваат тие котизации, не знам дали со самото тоа што стана поголем интерес за трките, повеќе друг карактер тука веќе. Организаторите веќе тие цени ги малку и покачија, дека видоа дека е популарно, а за настрана, па да кажам за настрана дури котизациите би дошле негде колку кај нас, тоа што нели овде имате трошоци за патување, за сместување, тоа се од собствен джеп, нели, па таму храна и сето тоа си носи средства. И па ако заокружиме грубо за натркајте во странство, колку е било, некои 1000 евра би требало да се одвојат? Мислам дека тоа многу. Околу 300 би можело да помине, 300 до 500 да кажам највеќе. Сега зависно нели колку денови ќе престојувате, со што патувате, каде е трката. Така. Во секој случај нели зависи од многу параметри. А што е на друго потребно од опрема, освен маичка, патеки, шорци, користелете смарт-вач, да речеме, некои, не знам, паметен уред за, не знам, за некоја мапа, особено за оние маратони кои што се подолги, не знам, за да гледате некои перформанси со кои што нели знаете како се движат самото тело, што и како е, нели, што на друго ете како опрема што го користите, претпоставам дека треба нели некоја шише можеби со вода, па како тоа е поставено кај вас или си има некои пит стопи од кај што може да се земе, зборам за оние подолги стази кои што се трчат. Па да, обично на подолгите дистанции има на 5, обично на 5 километри имаме освежителни станици каде што може да се земе шише со вода или електролити. Дури еве на маратонот во Словенија ќе спомнам и делја и енергетски гелови. Така да тоа воопшто не е проблем. Сега колку е скап под опрема, да, може најскапи се смарт часовниците што реално ви се потребни ако сакате да следете брзина, време на трчање, значи мислам дека они се најнеопходни. Патиките што ги спомнавме и друго нема, значи маичките и шорцевите, мислам дека тоа не е некоја голема сума која што треба да ја вложите за да можете да почнете да трчате. Значи мислам дека смарт часовникот е најскапиот. Сега има и ленти за мерење на пулсот. Така. Но не се задолжителни, бидејќи самиот саат може да го мери тоа и така да мислам дека може и без тоа да. Еве јас конкретно не го мерам тоа. Го имам мерено, имам дома лента, но некако избегнувам да ја носам, бидејќи не знам, некако
може да ви прикажува некои резултати, не знам, висок пулс, па да некако психички да си правите, да влијае, да, и заради тоа избегнувам да ја носам. Значи, сепак станува збор за интересен спорт, меѓутоа, има ли некои, да речем, услови кога станува збор за да се пријавите на одреден маратон пред се? У смисла, ете, покрај опремата која што имате да исполнувате одредени критериуми, а јас би рекол, за да може да настапите таму покрај, нели, она што е, да речем, може ајде килограми, слично, или години, што она поглавно што како услов, ако постои, нели, услов за да му долови на гледачите, која е разликата за да се настапи на еден ајде маратон, еве, ако или полумаратон? Па во светски рамки кај нас нема. Значи кај нас нема никакви ограничувања, освен може на возраста некој полумаратонот во Скопје мислам дека бара над 18 години. Так. Другите трки може над 16, па дури кај некој нема воопшто ограничувања. И сега кај тие мејџор маратони што се, бидејќи тоа се маратони кои што нели се со голема посетеност, тука имаме ограничување во смисло што се прави селекција на одредено време. Значи, пример, имате во таа и таа граница, така, треба да имате истрчано време или маратон со време од 3 часа и 30 минути, еве конкретно. Така. За мене што сум гледала, значи. И на тој начин ги селектираат учесниците. Значи, не секој може да се пријави. Најголем дел од надпреварувачите се пријавуваат на тој начин и сега имаат некој мал процент на котизации што ги делат по пат на излекување. Така. На ждрепка. Сега, како ви е среќата, ако имате среќа ќе да видите или треба сериозно да се припремате за да може да учествувате на таков вид на маратон. Ова е први дел од разговорот со Радмила, овде ќе погледнеме некои нејзини серти од нејзини трки, како таа трча се подготвува преку фотографии и видеа, пошто ќе продолжиме со втори дел од разговорот за да позборуваме малце подетално за некои трки и повреди доколку имало и слично како таа се враќа од повреди или некои нејзини колеги или колешки од овој спорт и го продолжиме вториот дел од разговорот. Видовме како, Радица ги поминува тие траки, зборувавме за низините почетоци во тој прв дел од разговорот, за низините успеси, се присетивме за низините први надпревари, што на воглавното опрема што се користи и сега доаѓаме во еден втори дел од разговорот и ќе го финишираме и ова емисија ќе ја финишираме со Радица Јованова, најбрзата штипјанка. Зборувавме за трките, меѓутоа она поглавно што би можело да кажеме составен дел нели од секој спорт се повредите. Што на тука најчесто што може да се случи како повреда во овој спорт, во атлетикава? Дали ти си имаш соочено со некоја повреда, како се рехабилитирала и што се воглавно нај да речем важните повреди, на што најважно треба да се внимава? Па вака, јас до сега сум имала една така малку посериозна повреда, да кажам. Тоа беше во 2021 година, кога почнав посериозно, да кажам, според некоја одредена програма и план да тренирам. Но тогаш во тој период уште неискусна, читав различни книги како да трчате, какви тренинзи да правите, исто во разговор со други трчачи, различни видови на тренинзи и мислам дека се изфорсирав и премногу интензивни тренинзи на телото не му дадов период за да се самиот да ги прима тие тренинзи што му ги дадов и настана една повреда. Во тој период се спремав за полумаратон во Белград и самата желба, значи, да се оствари некое добро време, значи еве на страна прв полумаратон на страна што ќе се трча, но се случи повредата и сега нели кога ќе се случи нешто такво, тоа е уствари и дел од спортот, како што каже и самиот, треба да знаеме како да се носиме со тоа. Така. Значи, тоа тука веќе настапува психичката подготвеност, која што треба да имаме, значи не треба никако нормално да се разочаруваме, треба да гледаме во иднината, дека се би било понатаму добро. Јас продолжив, го намалив интензитетот, го намалив волуменот и целта ми беше само колку да ги истрчам, да кажам, тие трки,
кои ми беа пријавени во тој период. Никако не ни помислував на крај да се откажам, нема откажување никогаш. И истрачав како истрачав и потоа по завршување на Белградскиот полумаратон решив да направам една пауза од 10 до 14 дена, паузирав скроз. Одев на неколку масажи, некои вежби дома правев, си стегнував повеќе внимание, обратив на тоа и некако ми помина повредата. Пак ќе кажам, не беше некоја страшна повреда, да не можам ни да одам ни да функционирам. Значи беше мала повреда, но сепак ми влијаеше да не можам да го постигнам мојот максимум. Во тој период се запознав со еден тренер од Британија. И тој ми кажа принципот по кој што тој работи 80-20. Сега што беше тоа 80-20? 80% од тренизите да бидат лесни, а само 20% да бидат тешки тренизи. Да, со појак интензитет, да. И според него, значи причина за повредата беше токму тоа, префорсираност, недоволен одмор, значи не му даваме на телото да се обнови, да се регенерира. Так. Сепак не сме ние професионалци кои што само тоа го работат, значи си имаме и друга работа. Така. И заради тоа го послушав тренерот, почнав со негова програма и таа година, да кажам, го истрачав мојот најдобар полумаратон. Значи саат и 38 минути, што уште до ден денес не можем да го поминам тој резултат, најверојатно се уште се немат поклопено некои коцки. И сега уште го следам тој принцип, значи гледам поголемиот дел да бидат лесни тренизи, да имам доволно време за одмор. Значи се дава акцент повеќе на квалитетот на тренизите отколку на квантитетот. Значи на крајот на денот не е битно колку километри само ќе истрчате, значи битно е колку од тие ќе бидат квалитетни, колку ќе придонесат вие понатаму да бидете поуспешни, побрзи и да го остварите времето кој што ви е зацртано за таа трка. Така, како ти се подготвуваш? Има ли некој кој што ти помага за тренер или некој кој што би ти дал некој совет како правилно, пошто спомна со тек на времето како ти си се подготвувал од 200 до 10 до 4-то место, има многу голем ранг тука на подобрување. Како ти имаш ли некој совет, да речеме некој атлетичар или од тренер кој што ти помогнал за сето ова и како сега се подготвуваш? Дали сама или има некој кој што ти помага покрај за подготовките на маратоните? Да, на почетокот во принцип го ставав саатот, излегував, трчав на патеката, ниту гледав план, ниту програма, ниту ме занимаваше кој е пейсот, ниту кој е темпо го трчам, значи беше битно само да се истрча. И така трчав, пример, првата година, сега веќе втората, значи сакав, не беше веќе тука збор само да се истрча нештото, оти веќе станав свесна дека можам да истрчам. Значи првиот полумаратон го трчав Охрид 2020 година и видов дека да, јас можам да го истрчам и не ми беше проблем после 2 недели мислам беше и Скопскиот, да, знам јас дека ќе го истрчам, но веќе сакам да го истрчам побрзо. Тука е тој дел од трчањето кој што борбата е сам со себе и секоја наредна трка ти не сакаш да бидеш прв, но да бидеш подобар од самиот себе, да бидеш подобрата верзија од тоа што си бил претходно. И тоа е интересно и тоа е уствари делот од трчањето, зашто баш трчањето е тоа што го сакам. Значи борбата сам со себе. А како ти го се тоа што имаш достигнато од 200 место стигнеш до 4-то, до 10-то место, значи имаш тука многу зголемување тие перформанси, а за многу краток период да речеме. Што на суштинска разлика која што покрајте советите од некој атлетичар, претпоставувам некој другар како што исто така трча, можеби поискусно те, па со некој нејзин совет ти дал како правилно да трчаш, пошто бидејќи претпоставувам дека техниката на усовршување на трчање ќе ти даде поголема брзина, при тоа ќе намалиш да не трошиш толку енергија, а ќе стигнеш до целото побрзо за пократко време со многу подобри перформанси или резултати на крајот. Главното што уствари јас го сменив во мојот начин на трчање, баш конкретно тоа што го спомнав и претходно со тренерот од Британија кој што ми го кажа тој принцип на 80-20, каде што поголемиот дел би биле лесни трчања, а помал дел од тренизите ќе бидат поспецифични тренизи каде што ќе се обрати внимание на брзината. И тоа е тоа што го променив за да се направи таков прогрес, да кажам, кај мене. И ден денес трчам според програми што ги имам од него. Значи се уште немам
променето, да кажем, некој вид, освен што пред 2 години, да кажем, воведов и тренинзи тежински во теретана, почнав да одам и во теретана, исто и тоа многу влијаеше на брзината. И ден денес практикувам. Значи, претежно, конкретно трчам 4 пати во неделата, вежбам 2 пати со тежински тренинзи во теретана и мислам дека тоа е тоа што ми одговара. Не сум преизморена, а напредувам. Значи, постепено напредувам, нели? Секако напредокот не може да биде преку ноќ. Значи, мора да се работи на тој напредок. Зборевме најбрза штипенка. Има ли ете подобрување на твојата брзина, пошто спомна напредок, и дали е таа осетна разлика од година во година? Претпоставам дека нели со подобри тренинзи и советот кој што си го добила, значи ти претпоставам дека имаш многу подобра брзина која што имаш постигнато. Каква некоја е таа брзина и како резултатски тоа сете нели рефлектира, како е да му долови на гледач најбрза штипинка, како е тоа резултат низ бројки, ако можам така да се изразам. Па вака сега, значи зависно, значи вие во една полусезона, да кажем, имате една трка која што ја таргетирате и целите кон тоа време. Значи да го срушите тој рекорд. Значи не може во текот на сезоната сега јас сите времиња да ги преминам. Значи на сите трки да учествувам, бидејќи како што спомнав и претходно, значи се спремате конкретно 12 недели сега тренирам за тој полумаратон. Така. Сега пример конкретно ова година како најдобро време би го издвоила времето на Вицена женската трка. Тоа беше пред штипската трка. Времето беше 11, значи 3 километри истрчав за 11 минути и 20 секунди и тоа беше моето најдобро време до сега. Значи си задоволен. Да, првата година, ако спомнам, беа 16 минути во прашање. Да, значи тоа е голем. Следната година беа 12:40 некаде. Предходната мислам околу 11:40 и оваа година беше тоа најдоброто мое време 11 минути и 20 секунди. Значи што е реално за колку за 4 години 5 минути не е мала разлика. Да се спустиме под 11-ката. Па да, секако. Значи за тоа се кажав и претходно, значи тоа е едно од моите омилени трки и секоја година гледам да си го поминам тој резултат. Сега понатаму, конкретно за штипската трка, оваа година истрчав приближно исто време како лани, значи немаше некој напредок да кажем, ама тоа е заради тоа што како таргет ја земав трката за 3 километри Вицената и сега знаете кога ќе го достигнете пикот, понатаму формата почнува да паѓа, не може да ја задржиме ние постојано истата форма, да. И заради тоа, иако тука некаде беше времето. Значи не може да очекуваме ние на секоја следна трка да бидеме се подобри и подобри. Значи имаме таргет трка и таа е таа што сакаме да ја победиме, да кажеме тоа време, а другите ги трчаме најдобро од себе даваме, но тоа не мора да значи дека би било подобро од претходното. Која е била најтешка трка или стаза, патека, ајде ако можам така, кај што ти било доста тешко и да речем и физички и психички и како ти се подготвиш и психички за некоја трка, особено не знам, трчите 20 км, 15, доаѓате во последните 2-3, веќе телото можеби немате сила, енергија, а си викаш нели ќе стегнам заве, ајде да ги истрчам и овие последни 2-3 километри. Да, значи најтешка трка за мене беше лани на Охрид трчат 21 км полумаратон. Тогаш лани, тоа беше 2022 година, имав анемија и нормално, значи проблеми со железото, ниско железо, постојано вртоглавици, грчеви во мускулите. Се пријавив на Охрид трчат и не само физички што беше истоштување, не можев да трчам, значи ми се вртеше, грчеви во нозите, значи како прв пат да излегувам да трчам. И психички, тука веќе борбата е психички. Значи не само физички што имаш болки, психички е многу потешко. Да не се откажеш, значи да одеш до крај, да бидеш упорен и да бидеш дисциплиниран. И заради тоа таа би ја спомнала како една од потешките трки, бидејќи како дистанца 21 км да ги поминеш во болки, значи не ти е угодно, но трчаш, не се откажуваш. И мислам дека, иако, пример, истрчав најслаб мој полумаратон, да кажем, задоволството ми беше што се надминав, у смисла што не се откажав. Значи, го истрчав. Не се откажав на сред пат, јас не можам и толку. Значи, дадов се од себе, максимумот го дадов и ја завршив.
трката. А какво е чувството кога ќе финишираш некоја трка во која што ете и си победник или не знам, ете си имаш некое твое подобрување, некој личен твој рекорд кога ќе застанеш нели на подиумот, а те прогласуваат Радец Иванова прво место, какво е тоа чувство кога ќе се заврши особено некоја тешка трка или некоја трка која што е умилена или како што кажав подобрува некој личен рекорд? Па чувството е неверојатно, значи чувство нормално, сте успеале. Сте се припремале, не знам, толку долг период, 2-3 месеца и сега со самото завршување, па дури и да не освоите некое место, значи сте исполнети. Значи сте задоволни самите од себе, сте исполнети со убаво чувство дека ете, да, вие можете. Значи се осеќате силни. А плюс ако тоа е пропратено, да кажам, и со некое место, со некој подиум, значи убавината е уште поголема, задоволството е уште поголемо. Значи и веќе веднаш после тоа размислувате што понатаму, како уште поуспешен да бидам, побрз да бидам. Тоа е чувството, не знам на друг начин како би го опишал. А како ете, пошто зборуваме еве на оваа тема, кога трчате, особено дека имате трчање во Македонија, надвор од Македонија, кога трчате по градски средини кои што има публика, какво е тука чувството? Претпоставам добиваат нели подршка, енергија, охрабрување, аплауз за да нели се истрчи во некоја градска средина. Зборувам па меѓутоа и надвор каде што има публика, нели, каде што условите дозволуваат да има публика и да кога трчате покрај самите луѓе. Да, значи тоа е многу битен дел, да кажем, од тие градски траки. Значи публиката е таа што ти дава енергија, те потикнува, па пример еве во Словенија трката ќе ја спомнам, кај што не знам, самите луѓе се такви што постојано навиваат, значи немаше место или немаше улица во која што поминавме, а да немаше луѓе кои што не бодреа, нели? Дури ете еден период почна да врне, едно половина час врнеше, значи никој не влезе внатре или никој не извади чадор, значи сите си стоја како седае нормално, навива, значи мислам дека таков е нивниот менталитет. Сега кај нас конкретно сакам да ги пофалам Штипјани, значи еве втора година поред најбројна публика во Македонија, дефинитивно. Дури тоа беа и коментари на други трчачи од други градови, дека имаме најбројната, најгласната публика. Значи секоја чест, иако еве оваа година и не беа некои временските услови поволни, да кажам, но сепак улиците беа преполни, навива, вика. За разлика од други градови, конкретно Скопје ќе спомнам, многу слабо со публика. А тоа е многу битен дел. Значи има улици во Скопје, конкретно кога го трчаме полумаратонот во Скопје, значи се празни. И не е интересно, некако чувството е друго. Празна улица, сам. Сепак спортот и за гледачите и за тие кои што сакат. Значи ова може да констатирам дека штипската публика и атмосферата во Штип е најдобро го зборуваме за во Македонија. Да. А надвор од Македонија за Словенија. Пристрасно ова, да, значи не е само од моја страна коментарот беше и од други. Да, се сеќавам, да, и Дарио Иванов тука ќе спомне кој што потенцираш дека исто како да си во некој европски град, значи таква беше, а интересна беше и самата стаза овде во Штип. Ете, од аспект на стази кога зборуваме каква ете тука стазата во Штип и какви се перформанси за самата стаза? Тешка ли е стазата да се соволна или тие 10 км или 5 зависи кој на каква трка? Да, значи доста тешка е, бидејќи има доста голема елевација, за разлика од пример скопските трки или во Струга трката која што е скросна рамна. Значи овде имаме доста елевација и штипската трка би можело да се каже дека е една од потешките градски трки од 5 км или 10, дури е тешкото во тоа што за 10 се вртат дури и 2 круга. Но сепак е интересна бидејќи пак има некоја динамика. Значи, нели, си искачуваш, се спушташ, не е постојано рамна и тука е интересното. И плюс супер е што се поминува баш низ најзначајните делови од Штип, значи трчачите можат да уживаат во градот, значи да го запознаат музеот е овде, нели, Ново село, општината, гимназијата, значи баш низ градското подрачје се поминува низ значајни места. Ако го зборуваме за стази и за тоа што може да се види, која е твојата цел во на која е стаза или трка би сакал да настапиш, што од ваков карактер те привлекува, да речеме, за да настапиш? У смисла, нели, на самата поставеност, каква е самата стаза? Зборуваме за градските стази. Па, како, еве, прва година до сега се пријавив да учествувам во Велес,
бидејќи не сум учествувала но слушнав дека исто е од тој тип, значи се вртат повеќе кругови каде што имаме нели динамика, се искачуваш, се спушташ и заради тоа оваа година еве во јуни ќе учествувам на таа трка чисто да како некој предизвик да видам да се осети тој амбиент, да видам како е таа трка. Значи бидејќи сакам да менувам, сакам да ги видам трките на кои што не сум била, да видам нешто ново, нели секоја трка си носи свое искуство. Еве, не знам, може во Велес има погласна публика. Така, тоа може да смени мислењето за Штип. Смени мислењето за Штип, да. Значи затоа е добро да се видат и другите трки, да се посетат таму каде што нели не сум била. Го памтиш ли некоја евиденција ако водеше да речеме колку трки досега имаш поминат? Станува збор за некоја посериозна бројка или ете колку годишно ретенционот ти трки поминуваше во текот на сезона? Може имам околу 50 на сигурно поминато. Со тоа што кога беше карантинот и короната, во тоа време учествував на многу трки. Значи скоро на секоја трка што се појавуваше тој период, секаде бев активна, дури трчав и планински трки. Но сега мислам, значи трките ми се сведени на минимум. Си имам некои главни што сакам да ги посетам, еве така некој ако излезе како предизвик што не сум била и сакам да истрчам некој на страна, дали би било тоа полумаратон, маратон, барем еден во годината да биде. Нели па и финансиските можности се тие, не можеме да си дозволиме, но и од аспект на тоа што подготовките си барат, нели, посветеност. Па заради тоа како главни трки, да кажам, во годината имам 2. Другите се така пропратни, да кажам, тест на формата. Значи се концентрирам конкретно на 2, една да биде во пролетниот дел, една во есенскиот дел. Има ли некоја цел да настапиш во некоја подалечна држава европска, кај што некој маратон кој што не знам во Шпанија, во Франција, во Германија, кај што би сакала да замениш? Или Италија? Да, сакам да настапам. И Холандија, ако ми се чини дека има добра, во Амстердам, да, таму би сакала полумаратон. И Валенсија маратон би сакала да истрчам. Да, таму каде што беше Дарија. Да. Значи тие се некои потака, да речем, цели. Амстердам ми е за полумаратон, иако ме предомислуваат многу дека е ладно, дека врнежливо, тој период дека не е убав Амстердам, нели? Така. Но сакам да отидам во Амстердам, сум била и претходно и мислам дека е исто доста популарен полумаратон, каде што е многу бројна публика, гласна публика и заради тоа така, сакам тој да го посетам, а од маратони Валенсија. Кажи ми сега накратко и за овој да го скоментираме дел, спомнавме дека ти меѓуто не само ти е било кој што во атлетика сам се финансира, со некои спонзори нормално, оние кои што се особено по-професионалци, има ли трката кога ќе се финишира прво место, второ, трето да се добива некои парични награди, па тоа да биде стимул. Бидејќи нели сега кога ќе спомнете вие истрчав, не знам, 20-30 км се прво место и се луѓето некои особено како во фудбалот или ракоматот кај што е доста профитабилен спорт за играчот, за надпреварувачот да речат сигурно имаш освоена голема парична награда. Има ли некој парична награда или тоа е нешто да речем символично со некој медал, пофалница, благодарница, диплома? Па дел од трките имаат парични награди и нормално дека мотивацијата тогаш е многу поголема. Еве Штипската трка, ќе ја спомнам, мислам дека има еден доста голем паричен фонд и затоа и ова година и сериозни надпреварувачи атлетичари ни дојдоа баш овде. Други трки, значи се случува буквално да добиете само пофалница или диплома или некоја статуетка. Пак ќе кажам, значи да, трчаме сами за себе да се победиме, но тој дел е стимул, секако дека е стимул. На други трки кои што сум освојувала, пример во Битола, во Гевгелија, е било парична награда, нели, нешто минимално, ама ете, барем еден пар патики да можеш, нели, да ги купиш, зашто да се покријат, зашто да не, или не знам, сместувањето да го покриеш за тие 2-3 дена што ќе си таму. Мислам дека зашто да спонзорот или организаторот да не издвојат некоја минимална сума, плюс ќе привлечат, мислам, голем дел од луѓето да се надпреваруваат. И како што кажа, и тие стимул тоа, да, за нас надпреварувачите е стимул. Колку и да е мал тој фонд да награди, сепак е значаен. За вас е значаен, така. Да, е значаен. А која ќе биде, да го финишиме разговорот, која ќе биде твојата порака која што ќе упатиш и до младите, меѓутоа и до повозрасните кои што се двума дали да започнат атлетика, се мислат што како која би било твојата порака со која што барем еден преку оваа емисија да го натераме, разбудиме и да го изнесеме на некоја стаза и да започне со трчање.
јас и на моите ученици многу често им зборувам дека треба да се занимаваат со спорт. Пред се, бидејќи спортот не учи да бидеме дисциплинирани, да можеме полесно да се носиме со проблемите, нели? Тоа е и во самиот живот понатаму ќе им треба. Плюс што се исполнуваат со позитивни чувства, да кажам, другаруваат, се забавуваат, се оттргнуваат од од пороците, да кажем, од еден лош начин на живот, нездрав начин на живот. Плюс што сметам дека колку и да е талентот може 1% е талент, значи другите 99% од успехот може да го постигнат со многу работа. Така да мислам дека сите треба да се занимаваат пред се за нивно здравје, значи да бидат поздрави, и да бидат посреќни, поисполнети со позитивна енергија. Благодарам многу за разговорот, иако е доста топло времето овде во Штип, направивме ми се чини добра интересна емисија која што гледачите имаат можност да ја проследат со Радеца Јованова, која што е атлетичар од Штип, најбрзата штипјанка. Ветуваме интересна емисија, изгледајте во целост, има доста интересни работи, предсезони кои што се мислат дали започнат со атлетика, оние кои што ја веќе започнуваат со атлетика, така да има доста корисни совети од нејзина страна како таа успеала да се подобри во сите тие нејзини перформанси да стигне тоа што е денес, а на крајте шлагот на целата таа торта би било приматот на најбрза штипјанка. Уште еднаш благодарам за оваа емисија. Ти благодарам и теме за поканата, ми беше мило што учествував и ти посакувам многу успеси со твојот подкаст Спортска мрежа. Супер, благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, ова беше Радеца со која што разговаравме. Претплатете се на нашиот YouTube канал за да ги следите понатаму на новите случувања од македонскиот спорт.